Па денешново приведување нашиот колега Здравко Савецки, ако се вратиме малце хронолошки, ќе видиме дека потекнува уште од најавата на претседателот, дека они ги следат левичарите, следат како нас не представија како анархисти, потоа преку пораката на господинот Пандов дека ќе ги прекинуваат политичките партии и сега преку представници на МВР, преку корумпираното судство и јавно обвинителство сакат во целост да го реализираат. Пораката од овдека јасно ја праќаме. За секој наш притворен само прават контраефект. За вечер се припрема најмасовниот протест, ги повикуваме граѓаните да истраат во сите, значи без разлика на политичката припадност, без разлика на верската припадност, без разлика на невладина организација лево ориентирана, десно ориентирана, сите кои се против овој режим да се здружиме заедно и една за секогаш да ставиме крај. Вака ова лудило во Македонија мора да престани. Се повикуваме, значи не повикуваат како граѓани, не повикуваат како синдикалци, не повикуваат како политичари. Единствено криминалците во оваа држава се аболицирани и тие можат комота да владеат. Ова лудило, повторно ќе кажам, Македонија не може да владее вечно. Мора да ставиме крај на ова и ги повикувам граѓаните да се охрабрат, сите заеднички една за секојаш во Македонија да се воведе правен систем кој што ќе важи подеднакво за сите. Мафија на робија. Повелете ако имате прашања. До сега четворица, имаме најави дека 12 луѓе треба да бидат повикани. Значи не снимале. Заменик министрот јавно кажа дека не снимале. Нека не снимаат, меѓутоа ќе видиме чиви снимки ќе превладат кога ќе дојде правниот систем во државата. Кој ќе одговара? А некој треба да одговара во државата. Меѓутоа народот овдека најмалку треба да одговара. Се знае, се виде кој треба да одговара преку спроведената аболиција. Не сакаме да го видиме, значи како што кажа претходно колегата, не имаме стратегија тие повеќе да не се појавуваат. Да не оди ова веќе мислат дека тие со притисок меѓутоа прават контраефект, верувајте. Социјалните мрежи и повиците до нас се масовни, луѓето што буквално има ваква порака. Не мисле веќе да протестирам, вечер излагам со цела фамилија. А зашто ги теретат приведените? Не знаеме, се уште чекаме да видиме кога ќе заврши зашто се теретат. За сега немаме информација, значи за учество најверојатно на протестите зашто може да ги теретат. Пазите кои луѓе се апсат, се апси доктор на науки по економски, се апси професор доктор. Значи сите тие што нешто можат во државата да воведат, а криминалците се остануваат да владеат во оваа држава. Ова не може вака да биде веќе. Вие како движење што ќе преземете? Ние не се откажуваме од ова, значи ова нема да не заплаши. Напротив, како што кажав, масовните протести ќе станат се помасовни. Здружене народот, дека секој кој што е опозицијски настроен се здружува. Сами не здружуваат, сакале ние или не. Они го прават ова обединување на граѓанството на сите опозицијски што се настроени во државата.